Šebetić, ne samo na ovoj nadprevar. Odnovo Šebetić, ima probivanje, neverovatno se divite, nema ni zapre akcijata, odnovo Mirkulovski beše dolu na terenot. Kako dobro da ga poznava Mirkulovski, Nenad i Dušan od Srbija, sudijite na ovoj nadprevar, evo greška. Ovo je pritisak od publikata, dade rezultat. Знаја ракометарите на Загреб го споменаа тоа, предано патуваат во Скопје дека секогаш е тешко да се игра пред публиката која одлично го познава ракометот во државата каде што ракометот е спорт број 1. Минута и 15 секунди до крајот. Може би клучниот напад плюс 2 за Металург ќе значи и голем исчекор до конечен триумф. А Илино Червар одново ќе инсистира да се оди до зицер ситуација, до сигурен погодок за потоа веројатно сите да воздигнеме малку. Да го слушнеме. Гледайте. Маша, слушај dobro. Ovaj napad odluči se, znači do zicera, ovaj odluči se gol, razumiješ? Znači do zicera, neka da drži pasivnu igru ako treba, dok ne stvorimo šansu nema Vojso, sa 6 metara moramo doći, sa 6, mislim da... Znači levo, široko i sedi ti na 6 čekaj. Ono, pošto Haf odmah dođe, ja možda ti spuštam tebe. Haf, namesti se na šir. Ajde, nauče, samo čekaj. Значајна му е ова победа на Червар, сака секогаш да се надмудрува со своите колеги од Хрватска. Се сеќаваме на оној период кога беше на кормилото на Загреб, сеќаваме и на оно гостување на Вардар во Лигата на шампионите кога Никола Митревски блескаше и Вардар имаше речиси победа, меѓутоа на крајот само реми. Вогринеца и Кире Лазаров беа тогаш во екипата, односно простете, Червар и Кире Лазаров беа тогаш во екипата на Загреб. Мојсовски најави дека ќе оди на 6 метри, а потоа ќе спушта Затман. Ајде да видиме како ќе биде тоа изработено. Ево го тргнува Мојсовски, но сам да видиме. Само излудува прекршок, иако мислам дека тука имаше еден доста непријатен контакт. Како што каже Обран, што посакува од овие завршни два надпревара Металург Загреб, а и во вторник Вардар Металург вели најмногу посакува македонските репрезентативци да останат здрави и по тие два надпревара да ги имам максимално подготвени и здрави на подготовките што ќе се спроведат во Пореч, каде што македонската репрезентација ќе го одигра и првиот контролен надпревар против селекцијата на Словенија. Од 3 до 5 јануари турнир во Скопје. Србија и Црна се гости, значи уште две контролни среди за македонската репрезентација пред 11 јануари и за минувањето за Данска, каде што на 12 играме прв надпревар Никола Марковски, меѓутоа му влезе во шутот Стевановиќ, 12-та успешна интервенција, меѓутоа добро што ние остануваме во напад. Под прекршок упати овој удар Никола Марковски, 30 секунди до крајот. Металург не е под закана, може и треба да ја задржи, може би уште малку оваа топка, не. Сосема не потребно, еве напад сега, евентуално за изравнување. Атман спречи брза транзиција со третата страна, меѓутоа завршува Обрановиќ, трета погодок и да видиме 10 секунди. Публиката бара Металург брзо тргне во напад. Наумче Мојсовски, 5 секунди остануваат до крајот. Ќе има ли можност барем да упатиме удар? Атман бие! Штета, неверојатно! Само воздишки за гречани славата. Ова реми 27-27 за нив е како победа. Атман го имаше мечот во својата рака, но сантиметри го делеа Металург од победата. Само во пречката за конечни 27-27. Убав надпревар во секој случај. Штета што Металург не успева да стигне до победа, затоа што тие бодови се многу значајни за амбициите за пласман во Final Four на СХ лигата, иако има уште доста да се игра. Но во секој случај верувам дека уживавте, почитувани гледачи. Само ќе потсетам кај нас Атман 6 погодоци, 5 Ѓоргиевски, 4 Наумче Мојсовски, исто толку и Вугринеца, Станич 7 интервенции, Митревски 2 кога беше најпотребно, но
се покажа залудни затоа што нападот не функционираше најдобро во финишот на спротивната страна. Не најдовме лек за Шебетич, 8 погодоци на ефикасен. Обрановиќ постигна 3, Шандрк